Старо оправдување за стар проблем. Граѓаните и годинава се гушат во загаден воздух, а надлежните повторно се правдаа дека причините за рекордните отровни честички во атмосферата биле поради старите автомобили и грејната сезона. Граѓаните се револтирани зашто и натаму живеат во метропола, која никако да се спушти од врвот на неславната светска листа на загадувачи. Граѓаните реагираат дека повеќе се зборува отколку што се прави за решавање на проблемот. Па како не ни пречи? Институциите преземаат нешто? Како да не? Како да не преземуваат, ништо не преземуваат. Како не пречи за малите деца за... Како не смета? Смета. Тоа е најголем проблем за помладите. За помладите. За нас ние па се движиме, одиме. А за вие младите е лошо. Што направи? Институциите прават нешто? Па мислам дека не ни покушуваат, а не да прават. Првиот човек на инспекторатот за животна средина вели дека работеле, но прашањето е зошто и натаму отровниот воздух никако да се исчисти. Конкретно објаснување нема, освен она на кое досега навикнавме, колите по улиците, загадувањето, но и неконтролираното градење. Градежништвото и домаќинствата и секако сообраќајот имаат големо влијание врз загадувањето на животна средина. Вие гледате дека поголем период, подлог период, немаме врнежи и сите емисии на честички, дали се PM10 или PM2,5, паѓаат на патиштата, возилата ги креваат во воздухот. Надлежните додаваат дека индустријата не била причина за загадениот воздух, зашто добар дел од фабриките не работеле, а оние кои работат, цементарница Усија и железарница Макстил, имале филтри на капацитетите. Само лани инспекторатот изрекол казни од 600.000 евра кои ја загадувале животната средина. Казните се изречени пред се за имавме во делот на рударската индустрија, значи неколку рудници кои што правеа емисии во водите. Имавме и други еколошки инциденти, испуштање од некои фабрики за прехранбена индустрија, тие исто така се санкционирани, дадени се на суд. И додека надлежните алармираат дека состојбата е загрижувачка, граѓаните со душа чекаат да видат сонце и колку толку да подишат чист воздух. Нема ден главниот град на Македонија да не се најде на листата на најзагадени градови во светот. Граѓаните реагираат дека дишат отров, а надлежните велат дека работеле на решавање на проблемот. Инаку државата не знае каде се трошат парите од еколошките такси. Од 2019 до 2021 биле собрани 13,6 милиони евра од даноци за загадување, но колку од овие пари се вложени за заштита на животната средина нема конкретни информации.